Добар ден и од мене, Божи благослов. И нема многу да должам. Ќе започнеме наеднаш. Значи сме во Јован, започнавме 20-та глава пред 2 недели од Евангелието според Јован и навидум. Имавме од 1 до 18, па од 19 до 31 и некој би рекол завршивме со 20-та глава. Меѓутоа, некој подобро и нек ни забележи, ме праша, па зошто не зборна нешто за тој 22-23 стих. И точно намерно го прескокнав то, за денеска да зборуваме на овие стихови. И затоа, најнапред, ајде да го прочитаме нашиот текст, кој ни е за денеска. Тоа е Евангелие според Јован, 20 глава, од 19 до 23 стих. 20 глава од 19 до 23 стих од Евангелието според Јован. А вечерта на истиот прв ден на седмицата, додека вратата каде беа собрани учениците беше затворена поради страв од јудејците. Исус дојде, застана настреде и им рече: мир вам. Откако го рече тоа, им ги покажа рацете и ребрата. И учениците се зарадуваа кога го видоа Господа. Тогаш Исус пак им рече: мир вам. Како што ме прати таткото, јас ве праќам. Кога им го кажа ова, дувна во нив и им рече: примете Свети Дух. На кој ќе им ги простите гревовите, простени им се. На кој ќе им ги задржите, задржани им се. Значи, како што кажав, одма одиме со нашиот текст и заради подобра прегледност и подобро разбирање, овој текст јас го поделив на 3 дела, тоест 3 точки за кои денеска ќе зборуваме. Тоа првата точка е поздрав, втората точка е праќање и третата точка е простување. Одиме со поздравот. Значи, Исусовиот прв поздрав, после воскреснувањето, откако воскресна, кој го упати кон учениците и кон човекот, е мир вам. Мир вам. Овој свет е многу немирно место. И мора да бидеме реални, ќе биде уште понемирно. Овој свет е лошо место, ќе биде уште полошо. Бидејќи човекот е немирен. И првиот поздрав до човечката раса, до целото човештво, до учениците, после воскреснувањето е мир вам. Зошто? Зошто Господ го повторува не 2, туку 3 пати мир вам. Бидејќи подолу, како што видовме претходниот пат, и по 8 дена повторно вели мир вам. И текстот, самиот текст, ни го дава одговор. Гледајте, 19 стих што вели: а вечерта на истиот прв ден на седмицата, додека вратата каде беа собрани учениците беше затворена, поради страв од јудејците. Исус дојде, застана настреде и им рече: мир вам. Значи, поради страв од јудејците. Текстот го дава одговор. Гледате, беа затворени поради тој страв од јудејците. Но ако видиме во грчкиот јазик, на грчки стои заклучена. Се користи тој израз за заклучена. Значи, вратата може да биде затворена, да биде отклучена. Ама овде беше и затворена, и заклучена. Значи, учениците беа некако забарикадирани од тој страв. Истиот овој глагол во Светото писмо се користи во Дела 5 глава, каде апостолите биле заклучени во темницата, т.е. заклучени во затворот. Значи, затворени, заклучени. И овде апостолите во нашиот текст биле заклучени. Вратата била заклучена, забарикадирана заради стравот од јудејците. И тоа бил реален страв во тоа време. Од 5 глава на ова Евангелие гледаме сето ова непријателство и тој страв започнува тука. Бидејќи од тука започнува тоа отворено непријателство помеѓу јудејците и Исус Христос. И тоа непријателство трае до денешен ден. Тоа непријателство настанало зошто? Заради тоа што Исус
што направи? Проповедаше и се изедначи себе си со Бог, тоа е првата работа, и второ, ја наруши саботата. Тука е изворот на сето непријателство помеѓу јудејците и Исус Христос. И денес тоа постојано расте и ќе биде полошо. Нема ништо ново под сонцето. А ние како да забораваме и ретко го спомнуваме фактот дека учениците, првата црква, првично биле прогонувани од јудеизмот, од евреите, а дури послем тоа од римјаните. Значи првично од своите, од евреите. Тоа е тој религиозно-национален притисок. Тоа е силен притисок. На времето кога јас се обратив, ги имаше тие работи, првично и мислев дека ќе бидам отфрлен од околината, од роднини, пријатели, другари. И имаше нешто од тоа. И тоа се уште трае. И ден денеска ги имам истите прашања од некои луѓе, мои блиски луѓе. Зошто ја сменивте верата? Кој ве излажа? Зошто ви беше тоа? Тоа е силен притисок. А дека од јудејците, истиот тој притисок. Затоа вратата била заклучена. Од страв од јудејците, бидејќи таму биле јудејците се согласиле, водачите на јудејците, секој кој ќе проповеда дека Исус Христос е Бог, дека е Син Божи, ќе биде отфрлен и од синагогата, значи и од општеството. Биле под страв и затоа заклучени. Доаѓа ситуација кога мора да бирате помеѓу Бог и фамилијата. И тоа повеќе пати. Толку е тоа силно. Затоа се затвориле, се плашеле. Тоа е првата причина. Втората причина зошто биле затворени, зошто се затвориле, и Исус ги поздравува со тој поздрав мир вам, е исто во текстот. 19 стих. Дојде Исус и застана насреде. Како што вели. А вечерта на истиот прв ден, на седмицата, додека вратата каде беа собрани учениците беше затворена, но поради страф од јудејците, Исус дојде, застана насреде и им рече мир вам. Како влегол, ако беше заклучено? Може би имал резервен клуч, може би низ прозор. Како влегол? Лука ни дава детали кои ќе ни помогнат во разбирањето на овој страв. Зашто сега зборуваме. Лука 24 глава одиме. И од 33 до 36 стих. Мораме малку во контекст, ова се оние ученици кои одеа на патот за Емаус, па Исус им се појави и кога го разбраа дека е тој, и гледај што вели, во истиот час станаа и се вратија во Ерусалим, каде ги најдоа собрани 11 мината и тие кои беа со нив, кои зборува Господ навистина воскресна. Му се јавил на Симона, а тие пак раскажаа што се случило патем и како го препознаа при раскршувањето на лебот. И додека тие уште зборуваа за тоа, сам Исус застана меѓу нив и им рече мир вам. Значи, самиот Исус само се појави на средина помеѓу нив. Затоа се уплашиле, збунети се. И продолжението на текстот, гледайте што вели. А тие збунети и уплашени мислеа дека гледаат дух, а тој им рече: зошто сте збунети и зошто се јавуваат сомненија во вашите срца? Погледајте ги моите раце и моите нозе, јас сум истиот. Допрете ме и видете зашто духот нема месо и коски, а како што гледате јас имам. И кога го рече тоа, им ги покажа рацете и нозете, а бидејќи тие од радост уште не верува, туку се чудеа, им рече: имате ли тука нешто за јадење? И му дадоа парче печена риба и мед со саќе. Тој го зеде и јадеше пред нив.
Очигледно, што е овде? Исус дојде насреден нив, се појави, ама имаше тело, тоа е очигледно. Исус имал тело после воскреснувањето, ама поинакво тело. Просветено тело. Значи, што гледаме овде? Исус бара јадење и јади. Ако е дух, не му треба храна. Јади пред нив, тоа е битен детал, многу битна тоа дека јадеше, значи има коски, има месо, има тело. Или би рекле телесно воскреснување имаме. Исус воскресна во тело. Имавме телесно телотворување, Бог дојде во тело, се роди во тело, сега имаме телесно воскреснување. Се друго е антихрист. Се друго што ќе биде. Христос дојде во тело и телесно воскресна. Кој ова го напаѓа? Тоа е духот на антихристот. Битен, доктринален, теолошки детал. Тоа е различно тело, но е тело. Може да се појави, може да исчезне. Тоа го гледам овде. И ние како тоа го викаме денес? Телепортација. Во 31 стих од истава ова глава од Лука го гледаме тоа, гледаме дека стана невидлив за нив, за овие двајца на патот за Емаус. Еве како вели. Тогаш им се отворија очите и го препознаа. Значи кога го раскрши Исус левот. Но тој стана невидлив за нив. Значи сега го гледаш, сега не го гледаш. Значи наеднаш се појави меѓу нив и нормално што стане. Како сега Исус овде, сето е затворено, се појава овде. Нормално страв, тие беа преплашени, збунети. И како влегол? Значи едноставно, изгледа поминал низ вратата, се преплашиле и што им рекол? Допрете ме и видете. И видете. Значи на учениците, на тие 11, плюс биле и тие од Емаусеве двајцата, може би имало и други. Ние често пати ова го заобиколуваме некако или не го гледаме едноставно и само знаеме да кажеме дека Тома беше неверен и само тој ги допираше неговите рани. Значи Исус не му го рече ова само на Тома, туку на сите апостоли. Допрете ме, јас сум. Јас сум Исус, воскреснав со тело. Не сум дух, јас сум, вели. Значи, зошто оваа прва точка? Мир вам. Заради стравот од јудејците и од шокот што го предизвикало изненадното појавување на Исус помеѓу нив, појавувањето на воскреснатиот. Тоа ни го открива текстот. Но по широкиот контекст ни го открива она што го кажав на почетокот. Овој свет е немирно место. Да не заборавиме, светот никогаш нема, ама баш никогаш да ни аплаудира ако го проповедаме Евангелието, ако сведочиме за Евангелието. Секогаш ќе бидеме исмевани, па и навредувани, прогонувани. Евангелие што не го понизува човек, кој не го прозива човек, кој не го открива човек, кој не го оголува човек, не е Евангелие. Евангелието е провокативно. Евангелието започнува со лоша вест. Добрата вест, Евангелие е добра вест. Добрата вест започнува со лоша вест. И како вели? Човеку, ти не си добар како што мислиш, дека си добар. Евангелието кажува дека сите се грешни. Кој не верува, ќе биде осуден, вели. Евангелието што не напаѓа, не е Евангелие, а денес имаме тоа. Црквата што не проповеда такво Евангелие, не е веќе црква. Во Јован 16 Исус што им вели? Ова ви го рекол за да имате мир во мене.
Значи, мирот е само во Христос. А тензиите насекаде растат. Насекаде. Во светот вели, ќе имате неволји. Тоа не може да се избегне. Но Исус вели, бидете храбри, не плашете се, јас го победив светот. Првите зборови на воскреснатиот Исус беа упатени кон кого? Видовме пред две недели. Кон Марија Магдалена. И рече, жено, зошто плачеш? Жено, зошто плачеш? Денеска многу мајки плачат. Украина, Русија, секаде низ светот. Жените многу плачат по своите мажи, синови, керки. Тоа е човекот, тоа е историјата на човештвото. Жено, зошто плачеш? Светот е немирно место. И после што е прашува Исус? Кого го бараш? И тоа оди некако заедно. Зошто плачеш? Кого го бараш? Што очекуваш? Едноставно речено. Мора да бидеме реални. Реален свет, реални очекувања. Да не живееме во облаци, во илузии. Во светот ќе имате невоји. Бидете сигурни. Во светот ќе имате невоји. И кој да го проповеда Евангелието, ќе биде прогонет, вели Павле. И ако некој, ама никогаш, ни најмалку не бил отфрлен, прогонет, критикуван, навреден заради Евангелието, јас верувам дека тој не живее побожен живот. Туку живее во светот и затоа светот го сака и му аплаудира. Втора точка од нашиот текст е прајкање или испрајкање. И го читаме во 21 стих, таа точка ќе ја пронајде. Тогаш Исус пак им рече, мир вам, како што ме прати таткото и јас ве прајкам. Сите 4 евангелија се согласуваат и сите 4 евангелија завршуваат со крстот, со Голгота, со воскреснувањето, со покажувањето, со објавувањето на Исус и на крај со налог, тоест со заповед. И денес црквата и тоа често го заборава. Не сме ние овде затоа што сме само овде, баш така убаво ни е. Да, и тоа. Но сите 4 евангелија завршуваат со голем налог, со голема заповед на црквата. Како што ме прати таткото и јас ве праќам. Црквата мора да биде послушна кон ова. Секогаш повикот вклучува и одговор и испраќање. На секој поединец од нас дадена ни е одредена милост за сеопшта корист. Значи Бог ни дава милост за сеопшта корист. Бог да се почитува, верните да се изградуваат и евангелието да се шири. Го почитуваме Бог, се изградуваме еден со друг преку проповедањето на Словото и така се шири и евангелието. И тоа се нарекува учеништво. Значи секогаш е така. Сите евангелија го нагласуваат тоа. Црквата е испратена и тоа е императив. А императив е заповеден облик. Значи црквата има заповед. Црквата првенствено не е да отвара некои домови, сиропиталишта за сиромаси. Сиромаси стално ќе има. Не е за да отвара болници. Болни секогаш ќе има. За училишта. Христос не испрати да ги учиме луѓето математика, биологија, хемија. Црквата не е првенствено за да отвора здруженија на граѓани. Тоа не е повикот на црквата. Црквата е повикана и испратена да го проповеда евангелието на Исуса Христос распнатиот. Гревот е проблемот. Голгота е решението. За тоа е испратена црквата.
да укажува на сршта на проблемот и на одговорот. Црква без јасно евангелие ја губи смислата и отворено ја манифестира својата непослушност кон Господа. Непослушност. И така црквата изумира и ќе исчезне и се гаси, бидејќи нема учеништво. Што Исус и пишува на црквата во Сард? Разбуди се и зацврсти го другото што е веќе на умирање. Црквите умираат. Разбудете се. Црквите умираат низ Европа. Наместо да растат, изумираат. Зошто? Затоа што не се послушни. Што правила тоа црквата цел живот? Ако ги има се помалку и помалку. Значи Матеј во налогот на крајот на своето евангелие, во оваа заповед ја нагласува власта и поуката на црквата. Ајде да прочитаме сега од Матеј 28 глава 18 и 19 стих. Тогаш Исус им се приближи и им рече: дадена ми е сета власт на небото и на земјата. Така одејки, направете ги сите народи, мои ученици, крштевајки ги во името на Таткото и Синот и Светиот Дух, учејки ги да пазат се што сум им заповедал. И еве, јас сум со вас во сите дни до свршетокот на светот. Амин. Видете што Матеј сумира овдека. Така одејки, вели. Значи, додека одите, додека живеете, додека уживате во тоа евангелие, проповедајте. Верните, крстете ги и учете ги, направете ги ученици. Тоа е императивот на црквата. Тоа е еден животен круг на црквата. Значи се проповеда, верните, оние кои се поверува, се крштеваат и се продолжува, тој круг се затвора. Значи, тоа е тој круг. И црквите сега гасат денеска затоа што не го затвораат тој круг. Нема учеништво. Нема учеништво. Непослушни се. Денес е проблеми што луѓето не можеш да ги поучиш. Некогаш луѓето биле неписмени, а денес не можеш да ги поучиш и ова е полошо. Сите се си знаат. Се знае, ништо не му оди, ама не можеш да го поучиш. Тука нема помош. Не прифајќа полука. И тие цркви ќе исчезнат. Тоа се цркви на една генерација. Цркви на една генерација. Ако ние не направиме ученици, еден ден умираме и тоа е тоа. Крај. Црквата нема следна генерација. Црква на една генерација. Тоа е проблем. Непослушноста. Бидејќи црквата ја заборава заповедта. Како што ме прати таткото, така јас ве праќам. Ние сме испратени. Ама луѓето денеска си се забавуваат, слободни се, а зад слободата е анархија и се останат. Брајки сестри, нема слобода. Ние сме робови на Христос. И ако сме робови на Христос, тогаш треба да сме послушни на неговата заповед. И тогаш секој од нас има задача, ама приоритети, работа, семејство, па не знам ова, не знам она, одмор. Па судиме и паѓаме. Тоа треба да се каже. Непослушни луѓе, непосветени, се си знаат, нема иднина. Марко, во истата оваа заповед, во истиот налог го нагласува целиот свет
и секое создание. Одиме Марко 16 глава. 15 и 16 стих. И им рече: одете по целиот свет и проповедајте го Евангелието на секое создание. Кој ќе поверува и се крсти, ќе биде спасен, а кој не поверува, ќе биде осуден. Кој не верува? Што? Слободен е? Не, ќе заврши во пеколот. Вечно. Не е тоа некој клуб, културно-метничко друштво. Црквата мора да има власт, авторитет и интегритет. Кој не поверува, ќе биде осуден. Готово. Свршено. Не ќе му се суди. Ќе биде осуден. Оди во пеколот. Кој нема да поверува. Исус го вели тоа. Јас верувам во предодредување пред создавањето на светот. Зошто? Затоа што самото писмо зборува за тоа. Но му проповедаме на секое создание. Јас доста со еден брат имам полемики за ова. И тој вели: па зошто ние да одиме да проповедаме кога однапред се предодредени луѓето и тие ќе се спаса? Затоа што самото писмо зборува за тоа. Бидејќи на почетокот ние сами не знаеме кои се Христови во светот, но покасно знаеме. Како знаеме? Оние што се Христови во светот го слушаат Евангелието со вера, се обрајкаат, се наново раѓаат и го сакаат Словото. Значи, гледаме како оди тоа. Видете зашто се моли Исус за единство на верните во големо свештеничката молитва. Вистината никогаш нема да го подели заедништвото. Вистината ќе го раздели лажното заедништво, а ќе го утврди вистинското заедништво. Тоа е големо свештеничката молитва. Зашто зборовите што ми ги даде, им ги предадов ним. И созна и поверува. Тоа е вистинско заедништво, вистински екуменизам. Врз основ, врз база на Словото. И оној што е предодреден, слуша со вера и го љуби Словото. Тој не го корумпира и не ја корумпира црквата со својот живот, со своето однесување. Тој застанува зад Словото. Во прилеп овдека. Бог има уште многу луѓе кои се негови, само што уште не знаат. И затоа мора да слушнат. Да го слушнат Евангелието. А за да го слушнат, ние мора да бидеме послушни на заповедта, да кажеме: гревот е проблем, Исус е решението, Голгота е решението. Инаку нема поинаку да се спасат. Нема друг начин. Значи, ние мора да бидеме послушни и да проповедаме. Мора да зборуваме за тоа. А има многу луѓе надвор, а не ги знаеме кои се. И затоа мора на сите да му проповедаме, на секое создание. Лука во заклучокот на Евангелието го нагласува ова што е наша трета точка врз основ на покајанието и обраќањето. Гледате, секој евангелист гледа од еден свој агол и Светиот Дух е над сето тоа и со хармонизација го хармонизира и со тоа добиваме ние една потполна слика. Одиме во Лука 24 глава, 46-47 стих. И им рече: така е напишано дека Христос треба да пострада и да воскресне од мртвите во третиот ден.
и да биде проповедано во негово име покаяние и прошка на гревовите на сите народи, почнувајќи од Ерусалим. Мора да се проповеда. Тоа е проповедање, простување, обрајкање. Значи, трета точка, заклучна точка е простување. И во веќе го прочитам, ајде уште еднаш цел наш текст ќе го прочитам. А вечерта на истиот прв ден на седмицата, додека вратата каде беа собрани учениците беше затворена поради страф од јудејците, Исус дојде, застаа настред и им рече: мир вам. Откако го рече тоа, им ги покажа рацете и ребрата, и учениците се зарадуваа кога го видоа Господа. Тоаш Исус пак им рече: мир вам, како што ме прати таткото и јас ве праќам. Кога им го кажа ова, дувна во нив, им рече: примете Свети Дух. На кој ќе им ги простите гревовите, простени им се, на кој ќе им ги задржите, задржани им се. Значи, мора да се проповеда. И ако ве прашам сега нешто, дали некој од вас слушнал проповед од Евангелието на Јован, 20 глава, 23 стих? Дали некој слушнал? Јас мислам дека ретко кој, може би и никој, бидејќи тоа е стих што се заобиколува. Стих кој најчесто се прескокнува. 23 стих. Ама тој, брајки и сестри, е тука во писмото. Што всушност мисли Исус кога вели: на кој ќе им ги простите гревовите, простени им се, на кој ќе им ги задржите, задржани им се. Зашто овде се работи? Аце кога зборуваше преđe, рече да го молиме Бог да ни прости. Да го молиме Бог. А овде вели: на кој ќе им простите, простени им се. Луѓето го прескокнуваат, не го толкуваат тој стих во црквите. Но луѓето пак се обрајкаат, оние кои се преодредени пред создавањето на светот, и тие луѓе ја сакаат вистината, читаат, проучуваат и потоа прашуваат: што значи тој стих? Прашуваат. Повеќе од очигледно е дека овде Исус на црквата и дава авторитет и власт. Дадена ми е сета власт, вели Исус во Матеј. И затоа овде им вели: а овде како што ме прати таткото и јас ве праќам. Значи со сета таа власт одете. Тоа е авторитет на црквата. Црквата има мојка. И видите што некој рекол за црквата. Црквата што се одрекува од власта, станува сервис или услужно здружение, а луѓето сакаат ефтино и забавно. И тука е крај на приказната. Црквата денеска се откажува доста од власта, од тоа испраќање. Нашиот стих, овој 23-тиот, ни оди во корелација со Матеј 16 глава од 13 до 19 стих, со тој текст. И сега ќе го прочитаме него, Матеј 16 глава од 13 до 19 стих. А кога Исус дојде во околината на Кесарија Филипова, ги праша своите ученици и рече: што велат луѓето, кој е синот човечки? А тие рекоа: едни велат дека е Јован Крстител, други Илија, други пак е Еремија, или еден од пророците. Тој им рече: а вие што велите? Кој сум јас? Симон Петар одговори и рече: ти си Христос, син на живиот Бог. Исус одговори и му рече: блажен си, Симоне, сине Јонин, зашто тело и крв не го открија тоа, туку мојот татко кој е во небесата. И јас ти велам дека ти си Петар, и на тој камен ќе изградам мојата црква, и портите на пеколот нема да надвладеат наспроти неа. И ќе ти ги дадам клучевите на Царството Небесно, и што и да сврзеш на земјата, ќе се појави веќе сврзано во небото. И што и да разврзеш на земјата, ќе биде веќе разврзано во небото. И кога сме тука да видиме една страна понапред, Матеј 18 глава, и пак Исус и дава авторитет на црквата. 18 глава од 15 до 18 стих. Вели:
Ако сгреши братот твој против тебе, оди и укори го насамо меѓу тебе и него. Ако те послуша, си го придобил брата си. Но ако не послуша, земи со себе уште еден или двајца и од устата на двајца или тројца сведоци да се потврди секој збор. Ако не ги послуша нив, кажи и на црквата. Па ако не ја послуша црквата, нека ти биде како народите и како царникот. Вистина ви велам, што и да сврзете на земјата, ќе се појави веќе сврзано на небото. И што и да разврзете на земјата, ќе биде веќе разврзано на небото. Без сомнение, гледаме дека Христос на црквата и дава голема власт и голема духовна моќ. Но низ историјата, полека, имало и има, и тоа премногу злоупотреба на овој духовен авторитет. И затоа е многу важно да се разбере дека црквата има авторитет и власт. Но не за да ја злоупотребува таа власт. Како што многу прават. И сега тоа тешко прашање. Дали црквата, кога веќе има власт да ги простува гревовите? Зашто овде Исус зборува? И сега тоа прашање, дали има човек кој е поставен како авторитет во црквата, тој човек дали има власт да простува гревови? Дали постои таква духовна елита која има таква власт? Ова се прашање. И сега што велат останатите стихови во контекст? Не можеме да експлоатираме еден стих на штета на другиот или друг стих да нагласуваме на штета на овој стих. Основно правило во херменаутиката е правилото на контекст и рамнотежа. Херменаутика е наука за толкување на словото. И сега што ќе правиме? Со зборовите од стихот во Марко 2:7. Кој може да опрости гревови освен еден Бог? Дали ова контрадикторност? Има ли човекот таква власт? Дали Бог му дал на човек клучеви? Од пеколот, од вратата. Кој или од рајот? Кој може да простува гревови освен Бог овде? Одговорот на ова и на други прашања е одговор на прашањето како во нашиот текст, нашиот стих. Одговорот го гледаме во тоа како го разбрале и покасно го применувале оние кон кои беше тоа упатено, а тоа се апостолите. Што вели писмото за тоа? Тоа е одговорот. Дали има барем еден запишан пример каде што апостолите го простувале гревот? Јас досега не сум нашол таков стих. Значи, тие што лично ги слушнаа овие зборови, никогаш не ги применија на начин на кој што некогаш на некого му простиле грев или му ги простиле гревовите. Туку тие проповедале покаяние за простување на гревот со вера. Никаде не простувале гревот, проповедале. Тома не проповедаше за објавувањето на Исус, дека лично му се објави, лично го допре. Туку проповедаше Евангелие. Апостолите не сватиле дека имаат власт да простуваат, тие сватиле во контекст на тоа за што се испратени. Значи, втората точка. Тие мора да го проповедаат простувањето врз основа на покајанието. Тоа е власта на црквата. Што е темелот? Не е Петар. Туку објавувањето на Евангелието. Апостолите многу добро го разбрале овој текст. Ним им го кажал ова, а ние сме веќе втора, трета екипа. Четврта. Многу назад. Апостолите го разбрале тоа апостолско наследување. Тоа учеништво. Одете, како што таткото ме прати, и јас ве праќам. Пред тоа Исус вели како што ме прати таткото, и јас ве праќам. Значи тоа го разбрале.
Нема поголемо од ова кога Исус вели јас сум светлината на светот. На исто ниво вели вие сте светлината на светот. Ова е повик, ова е испраќање. Ова е важно, ова е вечност. Не е битна политиката. Битно е да им се проповеда евангелието на луѓето. А ние разговараме за политика, за забава. Да им се проповеда евангелието на луѓето кои се на патот за во пеколот. Без евангелие нема спасение. Кој не верува во суд, а како ќе поверуваат ако не слушнале? Ако црквата е непослушна, не проповеда. Ова е голема привилегија на црквата. Уште еднаш, Лука 24, како го разбрале Исус, како го разбрале, така и го примениле. Тоа е таа вистина во пракса, во примена. И се тоа е запишано во Светото Писмо. Еве, Лука 24, 46, 47. И им рече, така е напишано дека Христос треба да постради да воскресне од мртвите во третиот ден и да биде проповедано во Негово име покаяние и прошка на гревовите на сите народи. Тие сватиле дека мора да проповедаат покаяние, покајничко евангелие. Што имаме денес? Што имаме денес? Што се проповеда? Бог е љубов. Или? Жената простува понекогаш, банката никогаш, а Бог секогаш. И тоа го имам слушно. Каква глупост. Каква глупост. Не простува Бог секогаш. Не простува Бог секогаш. Бог простува само врз основ на покаяние, вистинско, длабоко покаяние, не емотивно доживување. Без покаяние нема небо. Бог не простува секогаш. Бог му простува само на оние кои искрено, длабоко ќе се покаат. Тоа тие го разбрале. Дека мораат да проповедаат простување врз основа на покаяние со вера, а не тие дека ги простуваат гревовите. Длабоко покаяние. Апостолите не простувале гревови. Немаме ниту еден пример. Христос ги простува гревовите. Ама луѓето денес сакаат што? Луѓе да им ги простуваат гревовите. Некако тоа им е пореално, му е поблиску. И одат во црква, се исповедаат и кажи 2-3 молитви Оче наш, дај ова, направи ова, дај она и готово. Страшно е тоа. Апостолите не простувале гревови. Не правеле задушници за простување на гревовите. Или не продавале индулгенци. Не. Евангелие, а не обреди. Сакраменти. Вера, а не крштевање. Крштевањето не спасува, верата спасува. Кој верува ќе се спаси. Кој не верува, веќе е осуден. Кога не сте одлучиле, веќе сте одлучиле дека не сте одлучили. И за сам крајве, кратко, ќе биде, само 3 примери како проповедале простување Петар, Павле и Јован. Тоа е таа вистинска примена. Петар проповеда во куќата на Корнелие и тоа го гледаме во Дела апостолски, 10 глава. Од 39 до 43 стих. И ние сме сведоци за се што направи во јудејската земја и во Иерусалим. Него го убија, обесувајќи го на дрво, него Бог го воскресна на третиот ден и му даде да се јави, но не на сите луѓе,
а на однапред од Бога избраните сведоци, нам, кои јадевме и пиевме со Него, по Неговото воскресение од мртвите. И тој ни заповеда да му проповедаме на народот и да сведочиме дека тој е од Бога определениот судија на живите и мртвите. Сите пророци сведочат за Него, дека секој кој верува во Него ќе добие преку Неговото име опростување на гревовите. Што вели? Секој кој верува во Него ќе добие опростување. Не јас ви ги простувам. Не вели така Петар? Секој кој верува. Ова е Петар. Ова го проповеда Петар во Наводници првиот папа. Така го вела. Проповеда простување врз основ на покајување, врз основ на вера. Јасно е ова. Еве како проповедал Павле. Дела 13 глава. Од 32 до 38 стих во Антиохија. И ние ви го проповедаме Евангелието за ветување дадено на татковците дека Бог го исполни на нас, нивните деца, кога го воскресна Исуса. Како што е напишано во вториот псалм. Ти си мој син, јас те родив денес. А дека го воскресна од мртвите и дека веќе не се враќа во гниење, рече вака: вам ке ви ги исполнам светите и верните зборови Давидови. Затоа и во друг псалм вели: нема да дозволиш твојот светец да види гниење. А Давид му послужи на своето поколение и според Божијата воља заспа и им се придружи на своите татковци и виде гниење. А оној кого Бог го воскресна не виде гниење. И така, мажи, брајка, знајте дека преку овој ви се навестува простување на гревовите. И од се што не можевте да се оправдате преку Мојсеевиот закон, преку него се оправдува секој кој верува. Значи, Павле го навестувал опростувањето, тој не простувал. Не исповедал. Не барал да му се исповедаат. Црквата проповедала. Не гледам каде црквата барала да се исповедаат луѓето. И секој кој верува. Секој кој верува. Ова не сме го измислиле ние. Ова не го измислил ни Мартин Лутер, ни Калвин, ни Цвингли. Тоа е апостолска наука, Христови зборови со ова. Така разбрале апостолите, така живееле. Така е пишано. И така и ќе биде. И за крајве Јован, како тој проповеда. Прво Јованово послание, 1 глава, 8, 9 стих. Еве што Јован проповеда. Ако речеме дека немаме грев, се измамуваме себе си. И вистината не е во нас. Ако ги исповедаме своите гревови, внимавајте на ова, ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен да ни ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда. Гледате, на кого да му се исповедате? Одговорот е тука. Кој е верен и праведен? Кој е верен и праведен? Пасторот, попот, свештеникот. Бог е верен и праведен, единствено тој. А и ако ги исповедаме нашите гревови еден на друг, тоа е братска љубов. И ние и тоа треба да го правиме. Еден на друг, да си ги исповедаме нашите гревови. И што правиме тоа? Заедно се молиме на оној кој е верен и праведен на Бог. Кој е верен и праведен, значи заедно се молиме на Бог. Со братска љубов. Е таква власт ние имаме. Да си ги исповедаме еден со друг гревовите. И да се молиме. А Бог е тој кој ни простува. А не да се исповедаме на некоја духовна елита и ред други работи. Гледате, текстот го дава одговорот. И сега видете што вели Јован, 2 глава од 1 до 6 стих. Дечиња мои, ова ви го пишувам, за да не сгрешите, и ако некој сгреши, имаме застапник при таткото Исуса Христа, праведник. Тој е жртва помирница за нашите гревови, не само за нашите, туку и за гревовите на целиот свет.
И потоа знаеме дека сме го познали, ако ги пазиме неговите заповеди. Кој вели, го познав, а не ги пази неговите заповеди, лажец е и вистината не е во него. А кој ги пази неговото слово во него, а кој го пази неговото слово во него. На вистина, љубовта кон Бога стигнала до совршенство. По тоа знаеме дека сме во него. Кој вели дека останува во него, тој треба да оди како што одеше тој. Значи, тој што е во него? Треба да оди како што одеше Исус. Како што таткото ме прати, јас ве праќам вас. Значи, Исус е нашиот застапник, нашиот голем свештеник, жртва за нашите гревови. Бог простува кога молиме со покаяние, покајнички. И кога на човек му е простено. Тој не го гледа само својот грев. Само тојџиот грев. Го гледа и својот. Разликува што е грев, што не е грев, што е добро, што е зло. И се моли. А луѓето што имаат очи и стално ги гледаат само тојгите гревови, бидете сигурни се мачат со својот. Се мачат со својот грев. На кого му е простено, знае што е милост, знае што е љубов. Дечиња мои, ако изгрешиме, а ќе сгрешиме, така вели. Имаме застапник, Господ Исус Христос. Слава само нему. Амин, да се молиме. Татко небесен, семојкен Господе, ти благодариме за твојата милост, твојата љубов кон нас, ти благодариме што ти си ни дал власт, си ни дал авторитет како црква, да можеме да одиме и да проповедаме слободно во Твое име, не плашајки се, Господе. Да го проповедаме Твоето Евангелие, да проповедаме покаяние на народот. А ти си толку милостив, што оној кој ќе дојде при тебе со покајничка молитва, ќе клекне на колена и бара од тебе, знаејќи дека е немојкен, ти си милостив и ќе му простиш, Господе. Ти благодариме за таа привилегија што можеме директно да доаѓаме кон тебе во молитва пред Твојот престол, а не преку посредници, бидејќи единствениот посредник е Исус Христос. Ти благодариме за Твојата милост и во овој ден, за Твојата љубов кон нас, што Ти не возлюби, уште додека бевме грешни, додека скитавме по овој свет, Ти не најде и не извлече од гревот, Господи. Ги прости нашите гревови. Ти благодариме и за оваа служба во овој ден. Те молиме, благослови на сите, благослови оваа заедница. Дај, Господе, да не зацврстиш во верата, дај ни силна, цврста вера, вера која е жива и вера која носи плод. Се молам за оние кои не се тука денеска, биди и со нив, Ти укрепи ги, Ти охрабри ги, Господе. Каде и да одат, да живеат за Тебе и се што прават да прават како за Тебе, Господе. Се молам за оние кои се болни, Ти исцели ги и давај му утеха и надежта да ја полагаат само во Тебе. Се молам за овој град, за овој народ, Господе. Ти дај да го слушнат Твоето слово. Нас испраќај ни. И да одговорат на тоа слово. Ти избави ги од гревовите. Благослови го овој град, благослови оваа земја, Господи. Земја која само со устите, народ кој само со устите да го исповеда и го проповеда Твоето име. Се нагласува како Божие, како света земја, свет народ, но не те познаваат во срцето, Господе. Се молам, прости му и избави ги од својот грев. Се оставаме во Твои раце и по Твоја милост. Во името на Исуса Христа се молиме. Амин.